Бугарските фашисти на овој ден 1943 година го извршија зверскиот чин на стрелање на 12 млади животи ваташани, напредни младенци во движењето за ослободување на земјата, скоевци кои сакале Македонија да им биде слободна. За жал, не ја дочекале слободата. Били убиени во најраната младост, измачувани во селската кафеана, а потоа тој топол јунски ден убиени и масакрирани на полјаната каде веќе 74 години се собираат живите, нивните роднини, соселани, пријатели и непознати, но сепак оние што ја ценеле нивната жртва, жители на Кавадарци и други места од Македонија, за да им одадат почит за нивната жртва. Денеска на скромна програма и свеченост се подсетивме на тој 16 јуни 43-та. За самиот настан говореше Марија Михова, кустос историчар во музеј галеријата Кавадарци, и градоначалникот на општината Александар Панов. Со пригодна програма настапија и ученици од основното општинско училиште Димката Габерот од Ваташа. Селото Ваташа во текот на својата многовековна историја има дадено плејада револуционери и борци за слобода на својот народ, кои со своите дела го одбележаа времето во кое што живеат. Ова тиквешко село со право може да се нарече не само револуционерен, туку и културен и просветен центар на тиквешијата, бидејќи истото даде голем број преродбеници и просветители, како од постарата, така и од поновата историја на овој крај. Бугарскиот фашистички окупатор, имајќи сознание за активноста на партиската организација од село Ваташа, презема низа мерки за да го спречи тоа движење. За таа цел, од Скопје во Ваташа, бил испратен бугарскиот областен директор Димитар Раев. Имајќи во предвид дека ја губи контролата врз безбедноста во овој крај, тој се одлучил да преземе безмилосна и крвава акција, а за идејата го известил и министерот за внатрешни работи во Софија со телеграма во која се вели: акцијата ќе ја изведе со јаки воени и полициски единици. Во оваа акција се вклучени Велешкиот, Витолскиот и Прилепскиот полк, граничните подучастоци од Конско и Мрежичко, сите полициски сили од Тиквешијата и Гевгелиско, специјалниот полициски одред од Скопје, една група од 5-6 полициски агенти од Скопје на чело со Борис Жуглов, а сите тие биле под команда на бугарскиот полковник Љубен Апостолов. Набргу по доведувањето на овие сили започнува невиден терор врз цивилното население. Започнале со претреси по куќите, психолошко заплашување со надлетување на авиони и сврлање на летци со пропаганден материјал за масовно предавање на партизаните. Биле запалени куќи и плевни во село Ваташа, Ресава и Шивец, а бројот на стреланите се зголемил на скоро 60 лица. На 14 јуни 1943 година полициските мерки во овој крај биле особено засилени. Набргу се пуштил глас дека по повод прославата на роденденот на бугарскиот престолонаследник Симеон Трновски во Кавадарци, Неготино и Ваташа ќе се одржат паради за демонстрирање на силата на окупаторот. На 15 јуни во центарот на Кавадарци свирала воена музика донесена од Велес. Била донесена наредба улиците и куќите во Кавадарци и Ваташа да бидат исчистени и попрскани со вода. Бил воведен полициски час кој почнува во 20, а во селата во 19 часот. Во тој термин сите морале да бидат отидени по своите домови. Таа иста вечер семејството Ангелови били исврлени од нивната куќа, а куќата со бомби им била разурната. И покрај ваквата состојба, ваташкиот активист Блажо Чекоров и неговиот син Диме Чекоров им однеле храна на 10 партизани во местноста Трсје. Некаде околу полноќ во Ваташа влегле партизаните Наќо Ангелов и Наќо Мешков. По полноќ во селото Ваташ започнува со организирање на блокада на селото. Насекаде започнале да патрулираат вооружени патроли по улиците. На стратегиски пунктови во селото биле поставени митралески гнезда подготвени за дејство. Во раните утрински часови на 16 јуни бугарските полицајци го извршуваат првото апсење. Го приведуваат младинецот Диме Чекоров, кој бил испратен во Кавадарци на испитување кај бугарскиот агент Борис Жуглов. Осамнало тоа злокобно утро, среда 16 јуни, кога во Кавадарци бил пазарен ден, но никој од Ваташа не го напуштил селото. Тоа утро, иако не бил празник, никој не отешол по вода или по работа на полето. Започнале претреси по куќите. Во селото пристигнал бугарскиот поручник Костов заедно со полицискиот началник од Кавадарци Петко Опреков и двајца бугарски агенти, запоседнувајќи ја кафаната на Васил Хаджи Јорданов. Ним им помагале двајца мештани од селото. Барабанџијата со јавен повик повикувал по еден член од секоја куќа и на секој од нив им било наредено да го предадат сето оружје или било каков друг воен материјал, истиот да биде предаден во собирниот пункт.
Одзивот од оваа акција бил скоро понижувачки. Неколку матарки за вода, шаторски крила, 2-3 стари пушки и 1 револвер. Бугарите биле бесни поради неуспехот на оваа акција. Некаде околу 9 часот во Ваташа пристигнал полковникот Љубен Апостолов во притружба со началникот на Скопската областна полиција Асен Богданов, кој по 1 час повторно се вратиле во Кавадарци. Наскоро од Кавадарци стигнал список со имиња за апсења, направен врз основа на една пронајдена фотографија во джебот на апсениот Диме Чекоров. Според подготвениот список, бугарските полицајци ги уапсиле братучетките Павлина Касапинова и Стева Ампова, потоа Ката и брати Блаже Ицеви, потоа Пане Джунов, Ристо Џондев, Герасим Матаков, Пане Мешков, Невена Хаджијорданова. Во меѓувреме двајца бугарски полицајци на мотор со приколка, покриен со церада, го донеле од Кавадарци Диме Чекоров, целиот искинат и со крвави рани по лицето и по телото. По известно време продолжило апсењето и набргу били уапсени спроведени Ферчо Поп Георгиев, Ванчо Гурев, Дано Давков, Перо Видов, Илчо Димов. Тие биле спроведени во кафаната на Васил Хаджијорданов, кој бил приморен со пилок да ги служи за сторниците. Откако сите биле донесени во кафаната, започнало крваво исследување од страна на поручникот Костов, полицискиот началник Петко Опреков и двајцата бугарски полициски агенти со суровици и тупаници. По крвничко тепање, младинците биле крвави, по лицето со исекотени по лицето и телото и со распарталени алишта. Селскиот учител Ѓорѓи, по потекло од Бугарија, се обидел да ги заштити младинците кои добро ги познавал, но бил грубо отстранет. Поручникот Костов испратил еден моторциклист во Кавадарци кој по 1 час се вратил со наредба од полковникот Љубен Апостолов уапсените младинци да бидат стрелани. Некаде околу пладне, младинците двајца по двајца били изнесени од кафаната. Во притружба на цел еден кордон војска, младинците заедно со поручникот Костов, бугарските агенти и двајца полицајци се упатуваат кон местноста Дулово Долче. На патот, од кој повеќе никогаш нема да се вратат, заминуваат Перо Видов 15 години, Ванчо Тасев Гурев 19 години, Данко Давков 18 години, Илија Димов 18 години, Ристо Трипов Џондев 18 години, Блаже Ицев 20 години, Герасим Матаков 18 години, Пане Мешков 18 години, Ферчо Поп Ѓорѓиев 26 години, Васил Хаджијорданов 28 години, Диме Чекоров 20 години, Пане Џунов 18 години. Со нив се спроведени 4 младинки од селото, блиски роднини на некои од младинците, и тоа Невена Хаджијорданова, Стева Ампова, Ката Ицева и Павлина Касапинова. На тргнување поручникот Костов им рекол: "Ајде сега да ни го покажете патот по кој требаше да одите во Партизани." Младинките оделе десетина метри по нивните другари. Околу 13 часот по пеколна горештина пристигнале во местноста Дулово Долче. Блокадата од селото веќе била повлечена, а стрелачкиот вод запрел кај лаките во близина на реката Луда Мара. Младинците застанале под сенката на едно големо дрво, но окупаторските војници се наредиле во полукруг околу нив со митралези и пушки на готов, а поручникот Костов тогаш наредил: "Наредете се еден до друг за да ве фотографираме." Девојчињата се наоѓале на десната страна од младинците. Поручникот Костов се обидел да ги припои кон младинците, но полицискиот началник Петко Опреков му се спротиставил дека тоа што тој го прави не е наведено во наредбата. Тогаш Костов отишол кон своите војници и гласно изговорил: "На секаде каде што одам, наидувам на кукавици." Во меѓувреме, највозрасниот од младинците, насетувајќи дека нешто лошо се подготува, наеднаш започнал да трча кон реката Луда Мара и се обидел да избега кон капините. По него тргнале и Диме Чекоров и Герасим Матаков. Костов, иако во почетокот бил изненаден од смелоста на младинците, веднаш им издал наредба на војниците да стрелаат. Тогаш започнала стравична пукотница. Лесно погоден, Васо Хаджијорданов успеал да извика: "Стрелајте, кучиња, но нашата идеја нема да умре." Тој за момент застанал, погоден од еден куршум, но продолжил да се засолнува. Сето тоа се случувало како во сон. Останатите младенци, погодени од рафалите на пушкомитралезот и куршумите од пушките, паѓале како покосено класие еден до друг. Оние кои се уште покажувале знаци на живот биле убивани. Насекаде во воздухот се чувствувал силен мирис на барут, а неговиот чад го прекрил чистото летно небо. Нозете веќе им биле непослушни и биле приморани да седнат на земјата, одбегнувајќи да го гледаат страшниот призор. Еден бугарски војник отишол кон нив, започнал да им ги дига главите викајќи: "Гледајте, не седнувајте комунистки, гледајте." Потоа следувало оно најстрашното. Војниците како по заповед ги извадиле бајонетите
и да бидат сигурни дека успешно ја завршиле работата, започнале со нив да ги бодат телата на оние младинци кои се уште покажувале знаци на живот. Но тоа не било се. Војниците по извршениот масакар започнале да им прибаруваат по джеповите, а на неколку мина им ги одзеле часовниците од рацете. За масакрот во Ваташа пишува и во билтенот на главниот штаб на НОВ ИПОМ од септември 1943 година, каде меѓу другото стои: тие се изрешетани со куршуми од митралези, па се после исечени и избодени, на некои им се вадени очите и сечени рацете. Младинките се стуткуваат една кон друга, а Костов со шмајзер и револвер, од кого се уште му цадела цевката, му се закануваше: гледајте, и вас ќе ве снајде истото. Откако му реферирале за успешно извршената задача, полковникот Љубен Апостолов, кој раководел со акцијата, искажал големо задоволство и рекол: тоа е тоа, страшни момчиња имам. Во селото Ваташа веќе се прочула злокобната вест за трагедијата на нивните деца во Моклиште и целото село веќе било на нозе. Кога војниците и приплашените младинки се враќале кон селото, ваташани веќе биле тргнати и се упатувале кон Моклиште. Жените наглас колнеле, а мажите смислувале одмазда. Овој крвав настан, кој ќе остане запаметен како еден од најголемите злочини што ги извршија фашистите во Македонија во времето на Втората светска војна, го опаја поетот Лазар Манчевски во песната "Ми заплакало селото Ваташа" во летото 1953 година. Ниту еден злостор во историјата не останал неказнат. Така заслужена казна ги стигнала сите актери во овој масакар, кој останал забележан како врв на сите злосторства што бугарските фашисти ги извршија во Македонија. Учесниците од стрелачкиот одред, кои беа директни учесници во крвавиот ваташки злостор, ги стигна заслужената казна. Во борбата кај село Страмашево на 13 јули 1944 година ја добија заслужената казна. 2 батальона на Втората македонска ударна бригада во жестоката акција успеа да ликвидира 40 на бугарски војници од оваа злогласна единица, а само неколку мина успеале да се спасат со бегање. Поручникот Костов и помошникот на полицискиот началник од Кавадарци, Петко Опреков, биле ликвидирани наскоро по капитулацијата на фашистичка Бугарија. Нивниот наредбодавец, полковникот Љубен Апостолов, на 3 ноември 1944 година го откриле македонските емигранти во Софија и го привеле во штабот на Македонската народна ослободителна бригада Гоце Делчев. Бил приведен и однесен во Кавадарци, каде му е судено како на воен злосторник. Народниот суд во Кавадарци го осудил на смрт, а му пресудил народот од овој крај. Областниот полициски инспектор Димитар Раев и агентот Борис Жуглов биле осудени на смрт во Скопје и стрелани. Денес, многу години по оваа трагедија, сите слободолюбиви луѓе и сите кои ја ценат и почитуваат саможртвата, знаат дека сето она што го направија младинците од Ваташа за слободата на својот народ е дело за восхит и почит и дело кое секогаш ќе остане да трае како траен белег, да се помне и почитува од денешните генерациите кои доаѓаат, затоа што нема ништо посвето на овој свет од слободата за татковината и слободата на својот народ. Тие ги положија своите животи за слободата за која мечтаја во своите слободарски визии, а злочинот врз нив беше и злочин врз човештвото и злочин према слободата и човечката логика. Нека им е вечна славата и благодарност за сето она што го направија за својот народ и својата татковина. Денес по 74-ти пат се собравме тука да чествуваме за еден трагичен настан кој што ја одбележи и кој што е можеби на врвот на трагичните настани во општина Кавадарци, меѓутоа и во Република Македонија. Настан кој што представува врв на вековната борба на македонскиот народ за извојување на самостојност, на независност или сето она кој што денес ние како современици го уживаме. Жртвата на овие 12 младинци представува врв и овој месец пред неколку дена одбележавме многу жртви кои што во текот на Втората светска војна паднаа на Дреновската клисура. Овој месец за неколку дена одбележуваме уште еден трагичен настан, а тоа се жртвите на Тиквешкото востание и уште неколку поситни кои што фактички го представуваат овој црн месец наназад многу години и столетија, кој што се забележува сепак со златни букви во историјата на Македонија. Единствената порака која што овие 12 младинци можат и се уште ја праќаат до нас современиците е тоа дека требе да се отчетиме за нивната смрт, дека нивната смрт не била залудна, нивната смрт во позадина крие независност, сувереност на Република Македонија и сите современици, сите оние кои што доаѓаат во иднина не смеат да заборават дека некој за ова што ние денес го уживаме го дале најскапоценото, а тоа е нивниот живот.
Ние единствен начин кој што можеме да им се одолжиме на овие наши сограѓани е тоа да работиме секојдневно, сите политички чинители да работиме за подобрување на условите за работа, за живот на сите наши сограѓани, како во Кавадарци, така и широм Република Македонија. Од тој завет нема бегање и токму втората порака која што тие денес сакаат и доколку беа живи би ја испратиле е тоа да помеѓу македонците постои сплотеност, постои единство, бидејќи една е Македонија и еден овој дел кој што ни остана, немаме ништо побитно и немаме ништо посвето од Република Македонија. Ваташани, Кавадарци и Теквешијата со овој настан денес го ставија темелот на самобитноста на Република Македонија, а ние требе да го почитуваме, да го негуваме и по не знам кој пат да чествуваме, односно им одадеме почит на нивната жртва. Нека им е вечна слава и нека сеќавањето за нив биде вековно. Претходно градоначалникот, делегација на општината, Советот на општина Кавадарци, местната заедница Ваташа, Сојузот на борци Кавадарци, потоа политичките партии ВМРО, ДПМН и СДСМ, блиски роднини на стреланите младинци од Ваташа, Друженијето на ветерани од војната 2001 година и други граѓани положија свежи цвеќиња на споменикот на 12 младинци.